3, 2, 1, ignition. And liftoff of Starliner and Atlas V. Изминатите денови на лансирната рампа во Флорида, воздушниот гигант Боинг се приклучи на SpaceX како остварлива шатл служба за НАСА. Два парапробни пилоти полетаа за меѓународната вселенска станица, каде што астронаутот на НАСА Суни Вилијамс имаше VIP обиколка на Starliner. Here we are. Looks like a lot of bags because there's a lot of packing, and also this big orange thing, which is our ventilation that we get from the space station while we are docked to the space station. Here we are in the front, sitting in the cockpit. Вилијамс продолжи да ги покажува контролите во пилотската кабина, додека командантот на мисијата и колега астронаутот на НАСА Буч Вилмор ја истакна опремата за итни случаи, како и потребата да се одржуваат работите уредни. So this is Saturday. So as you see a vacuum cleaner here, like most people clean their homes, we have to clean the space station as well. So we've been scurrying around. A lot of the crew has been doing various things, vacuuming and taking care of stuff. And when it's all completed, of course, all this will be put away and be ready for the work week. Вилијамс и Вилмор треба да се вратат во наредните денови. Исто така оваа недела, нови студии покажува дека вселенските туристи и аматерските астронаути ги трпат истите телесни промени како и професионалците кои поминуваат месеци во орбитата. Истражувачите дојдоа до овој заклучок откако ги проучувале примероците од крв, плунка, кожа и друго од патниците на тридневната повелба на SpaceX во 2021 година. Но истражувачите велат дека тоа не е лоша работа, бидејќи телото може да се врати во нормала. This is very good news for commercial space travelers, people who want to go to space that are looking at these upcoming missions that would go potentially around the moon and farther into space, because it shows that the human body is very adaptive. And even if you're not Olympic athlete level or been training for 10 years to be an astronaut, you can head up into space and actually the body will adapt and you can come back pretty safely. Конечно, ова недела се збогуваме со пионерот за вселенски летови и некогашен астронаут на НАСА Бил Андерс, кој полета во мисијата Аполо 8. Тој е можеби најпознатиот по тоа што ја снимил иконската слика подемот на Земјата, додека екипажот ја обиколувал месечината. Андерс и екипажот на Аполо 8 не слетаа на месечината, но мисијата беше успешна бидејќи стигнаа во орбитата пред да се врата на Земјата. 90-годишниот Андерс загина додека управувал мал авион кој се урна во државата Вашингтон. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.